Градоначалниците од Источнопланскиот регион денеска одлучуваат за 3 повици, а со кои на располагање имаат поголема сума на пари за реализација на инфраструктурни проекти. Првиот е за грантот од UNDP на располагање имаат вкупно 33.000 евра. Во конкуренција се вкупно 6 проекти. Луиза Витон, постојната представничка на Обединетите нации, денеска во Берово, истакна дека целта е да им се помогне на регионите во земјава. Истина е чисто задоволство да се биде во Источниот плански регион и да зборуваме за локален економски развој. Во наредниот период UNDP ќе има и други повици, грантови шеми. Идејата е да се фокусираме на социјалната инклузија, да не изоставиме никого од развојните цели. Sustainable development goals. Министерот за локална самоуправа Сухеил Фазлиу на почетокот на седницата во Берово истакна дека Центарот за развој на Источнопланскиот регион е еден од најдобрите центри во земјава. Овој центар е еден од најуспешните според бројот на реализирани проекти кои што се финансирани не само од буџетски средства. Тоа е идејата општините од Планскиот регион во консултација со граѓаните да ги утврдат локалните и регионалните приоритети и заеднички да се договарат за начинот на нивна имплементација. Директорката на Центарот за развој на Источнопланскиот регион Драгица Здравева забележува дека вториот повик од Министерството за земјоделство се однесува за селата. Овде општините од истокот имаат на располагање вкупно 10 милиони денари. Се работи за проекти кои што се инфраструктурни, односно се однесуваат за селски патишта. Значи пробивање на некој пат до некоја нива, проширување на патот, до тампонирање, значи може да биде некој селски пат по кој што поврзува обработливо земјиште меѓу две општини, меѓутоа асфалтирање не влегува во оваа категорија на проекти. Третиот повик е од платежната агенција. Буџетот е вкупно 35 милиони денари. Остануваат средства од 35 милиони денари кои што можат во целост да се искористат. Се работи за мерка 321, каде што имаме патишта до 1,5-2 километри и мерка 323, каде што имаме патишта до 5,7 километри заедно со мостови, патишта кои што поврзуваат туристички, историски и археолошки локалитети. Тие наши проекти се целосно завршени. Градоначалниците на денешната седница на Советот на градоначалници, која се одржува во туристичко Берово, одлуките ги носат во присуство на Министерот за локална самоуправа.